работи за 8 милиони денари. Колеги пратеници од власта. 8 милиони денари за поставување на мерна станица. Точно е дека РЕК не е буџетски корисник, меѓутоа ние не бараме да се постави станицата во РЕК. Бараме да се постави во околината на РЕК. Зошто? Заради тоа што баш вие во предизборието полна ви беше устите дека РЕК загадува, дека Битола е уништен и така натаму. Барем дајте да мериме. Ако не друго, да знаеме колку е загадувањето. Макар што, искрено, се сомневаме дека иако гласате за, иако се набави мерната станица, дека тоа ќе функционира. Бидејќи и постоечките мерни станици, што се во Битола, во центарот и на периферијата на Битола, не функционираат подолг период. Како сакате да се бориме со загадувањето, ако немаме мерка за да знаеме колкаво е загадувањето и да примениме адекватни мерки за намалување на загадувањето? Уште еден доказ дека сте лицемерни и дека воопшто не ви е гајле за животната средина и за здравјето на луѓето. Јаки на муавет, јаки на вилици, што викаме ние во Битола, меѓутоа многу слаби на реализација. 8 милиони денари правиме муавет за мерна станица. А ево, прошлиот амандман беа 25 милиони евра од колегите од партијата Дом. Многу пари ви се видоа. Ајде не го прифативте. 8 милиони денари. Да поставиме мерна станица во РЕК и да знаеме точно колку е загадувањето. Кажа колешката Кузмановска, одете во Новаци да видите како е навечер. И на Сабајле. И во околните села околу РЕК. И на крајот на иштата, елате во Битола да видите како е на Сабајле. Црнила. И со прст не мрдате да го решите тоа. Со прст, мал прст не мрдате. Не знам кој пат ќе повторам проектот за толификација, после ќе има и амандман. 2,5 години е стопиран. И што е најинтересно, немате никакво објаснување зашто е стопиран. Си ќутите. Се правите неудрени. Срамота. Благодарам.